Здравейте, уважаеми приятели и съратници! От името на Сдружение Гморк и Линден Преображение изразявам радостта ни, че не позволихме огънят да загасне. И ви поздравявам за това. Този огън, който запали империята на потисничеството, запали и къщата на войводата Георги Чоранов, и то чрез собствената му ръка преди 111 години. В съвременните условия, за да опазим и за да развием себе си и народа си, той трябва да ни топли и да дава сили и смелост да стигнем дълбоко до корените си. Това ще бъде дълго завръщане. На Преображение Господне огъня на свети Илия се пренася от Битолски в Одрински революционен окръг по решение на организацията. При разгрома странджанския войвода Георги Кондолов признава пресмъртно: делото е свято, проклети ще бъдете, ако не продължите борбата. И тя продължава. На Кръстовден възстава и Серски революционен окръг. Третия християнски празник от 12-те големи. Въздвижение на Светия кръст. По това време в Македония и Тракия има вече 300 хилядна османска войска. Започват безчинствата. Главният щаб на въстанието отправя призив към правителството на България да приеме бежанците. В тяхна защита четата на разложкия войвода Радон Тодев взема позиция в Рила. Преди това влизат в черквата в Банско и ги опяват на живо. Сражават се с турски аскер до последния човек, за да осигурят на хората коридор през българската граница. Загива цялата чета. Бежанците от Повърдарието, Беломорието и цяло Одринско стават преселници. Това продължава и след войните, и в много от хората на днешна България тече тяхната кръв. Завършвам с думи от завещанието. Делото е свято. А сега го повикувам Лазар Младенов, председател на БККС, организация, која што од година во година прераснува во една реална и вистинска сила, која со своите активности секојдневно докажува за својот безкомпромисен патриотизам, со што ги охрабрува срцата не само на българите во Македонија, но и пошироко. Повелете, господин Младенов. Честит празник, брати българи! Един от най-големите празници на всички българи, от Охрид до Черното море и от Дунав до Бялото море. Драги приятели, Бугарският културен клуб традиционално и ова година бе собран на паметникот на великанот на македоно-одринското дело Дамјан Груев за Смилева, за да отдадеме почет на един знаменит момент от нашата история и да изпочитуваме народната воля за свобода и национална независимост и обединение. БККС по четвърти път организира чествуване по повод избухнувањето на Илинденско-Преображенското въстание. Се собрахме тук членови и симпатизери на БККС и наши приятели от Република България, от сите краища, от Дебър до Черното море, да отдадеме неизмерна почит по повод 111 години от грандиозното въстание, кое ги зафатило точно пределите от Дебър до Черното море. Нашите предци от Илинден и Преображение воюваа заедно против кървавиот отомански деспотизъм, но денес некои самозамислени политически величини явно се стават на страната на неоосманизмот за сметка на националното обединување по сите линии. Не делат со вештачки граници, не делат по верска линија, само и само да си ги запазат позициите кои им дават моќ да го управуваат веќе изтощеното население. Илинденско-Преображенското въстание е връвна точка на национално-освободителното движение на Македония и Одринско, кое по силата на Берлинскиот договор от 1978 година остануваат в пределите на Османската империя. За жал, годините се отминуваат, демократията никако да се реализира и ако живееме в плурално общество с фиктивни
демократски начала за темите от историческото значение се збори и пишува само на основа на приказни, а не на реална фактография. Все още постоят забраните теми, кои во краен случай се трансформираат во македонизам, изобличувајќи ја историската вистина. Ова и тоа како допринесува за дезориентираността на македонскиот човек во однос на историјата. И затоа БККС се зеде за задача да се бори во името на вистината, таа да си го заземе вистинското место во македонското општество. Со овој собир денес во Смилево сакаме да покажеме дека живееме во век на соединението меѓу европските народи. Го следиме примерот на народите кои покрај фактот дека во минатото немали ништо заедничко, денес се радуваат на интеграцијата на сите равништа и живеат во духот на соработка и просперитет. Токму затоа ни прави особена чест и задоволство фактот дека денес меѓу нас се и нашите браќа од исламска вероисповед од Дебърско и Скопје. Нашата основна причина да живееме обединато во единство и просперитет е нашата заедничка 1000-годишна историја и традиција. На тоа не обврзуваат и делото на светите браќа Кирил и Методи, Свети Климент, наследството на цар Самуил и се разбира делата на нашите предодбеници. БККС апелира по кој знае кој пат на демократизација, слобода на словото и стабилни институции во македонското општество, со што би се надминала дискриминацијата, но и репресиите врз бугарите во Македонија. За жал, денес во Македонија имаме политички затвореници, репресирани новинари, строго контролирани институции, сите во служба на власта. Медиумската слобода е сведена на интернет слобода. Не достига само уште тој сегмент да се контролира и да ја стасане Северна Кореја во тој однос. Тоа и овозможува да се одржи по целосна контрола бугарското прашање во Македонија. Сте уште сме држава во која секој може да се надева на висока позиција во општеството, само бугарите од Македонија не. Тоа е призмата низ која може да се види демократскиот спектар на македонското општество или букварот во кој употребата на буквата Б е строго контролирано. Без бугарите во македонското општество Македонија нема светла иднина. Некој упорно не прави на слеп и не сака да признае дека бугарскиот елемент од Македонија е државотворниот елемент. И токму затоа БККС повикува на зачувување на македонската целокупност, за разлика од јасно видливите тенденции за дезинтеграција на нашата држава. БККС повикува на будно следење на политичките игри кои ја водат Македонија во самоизолација, а со тоа се создават и идеални шанси за поделба на македонското ткиво. Јасно даваме на знаење дека не ги поддржуваме таквите тенденции и целосно застануваме за дедроинтеграцијата и влез на државата во НАТО алијансата. Нас не водат идеалите на Илиденско-Преображенската епопеја за свобода. Се поклонуваме пред жртвите на тие идеали, пред револуционерите на Вморо, кои во продолжение на 10 години го подготвуваа населението од европските предели на Османската империја да го следи примерот на своите сонародници од април 1876 година и да се избори за ослободување од 5-вековното робство. На почетокот револуционерните комитети се организираа во Македонија, а после и во Одринско. Во средината на мај 1903 година под раководство на Дамјан Груев се свикува Смилевскиот конгрес на кој се определува составот на главниот штаб на востанието. Дамјан Груев и Борис Сарафов ја определуваат датата на востанието 20 јули, кој се совпаѓа со религијскиот празник Килинден. Предвидено е 2 седмици подоцна да се дигне и населението во Одринскиот револуционерен округ. Тоа е датата на другиот религиозен празник Преображение. Прв се дига на борба Битолскиот револуционерен округ. Во тој округ востанието завзема и најшироки размери. Врвот на револуционерните дејности во Овокле и Крушевската република, која трае во продолжение на 10 дена. Странджанската република трае во продолжение на 26 дена. Ослободени се райони на Битолска, Леринска, Костурска,